Денеска со мене во студиото е Александар Ѓоргиевски, дипломиран теолог. Студиите ги има завршено на Теолошкиот факултет во Русија. Затоа зошто се одлучил да го помене студирањето токму во Русија и нешто повеќе за духовниот живот таму ќе дознаеме од неговото гостување. Добро утро и добре дојде. Добре ви најдов, добро утро. Ви заблагодарувам за поканата која што ми упативте и им посакам добро утро на нашите гледачи. Така, Александар, на почетокот од разговорот ќе може ли да ни кажеш нешто повеќе за себе, каде го заврши средното образование и зошто токму се одлучи да студираш во Русија? Уште од мале години, од прилика околу 10-11 години, бев во црковен, активно одев во црква и гледајќи ги свештениците како работат, како проповедаат, зашто проповедаат за Христос, ми се појави таа желба да постапам во богословија. Постапи во богословие, се запишав таму 5-годишно образование во Драчево, во Скопје. Таму ги завршив средните години и после тоа се запишав во Москва. Зошто се одлучи токму студиите да ги продолжиш во Русија, не кај нас или пак во некоја друга држава? Пред се, заради тоа што синодот на Македонската православна црква и мојот митрополит, господинот Поварарски Агат Ангел, донесоа одлука, благослов, да се запишам во Русија со цел за размена на искуства, размена на студенти, за искуството што е во Русија да биде пренесено и овдека, како и вистината за Македонската православна црква, заради тоа што нели само ментално имаме проблематичен статус и односи со Српската православна црква, за да бидат представени не само од мене, туку и од многу други студенти кои што се во Русија, во сите останати православни земји. Ке можеш ли накратко да ни го доближиш начинот на студирање таму во Русија? Каков е? Се одликува ли за разлика од нашиот начин на студирање? Пред се, во Русија исто како и во Македонија, во однос кога зборуваме за самото духовно образование, е ист концептот. Значи, во духовното образование имаме две гранки. Првата гранка е теорија, втората гранка е практика. Теоријата е, како и во сите останати универзитети и наставни програми, часови и испити, но практиката е всушност едноставно споделување со духовниот опит, каде што свештеници, монаси ни го покажуваат опитот на разговор со Бога преку молитвата. И затоа и во богословијата во Драчево, дека бевме во средно образование и после на факултет, имаме постојани молитви, утрени, вечерни, каде што буквално ние сме научени да се соединуваме со Бога преку молитвата и истовремено тој опит, тоа духовно искуство да можеме преку пример да им го покажеме на нашата паства понатаму која што ќе биде. Затоа уште од 14 години од кога сме во богословија, веќе имаме таа практика и имаме таа едноставно секојдневна потреба за разговор со Бога. Што беше на почетокот со јазикот? Ти беше ли тешко да го научиш рускиот јазик, бидејќи знаеме дека нели студиите ти биле практично на руски јазик? Да, воглавно заради тоа што уште претходно во Македонската православна богословие во Драчево имавме добра подготовка за рускиот јазик и заради тоа што е вклучена во програмата и изучување на црковнословенски јазик, беше лесно, полесно отколку на пример на некој човек од друга јазична група, од други групи на народи, но сепак беше отприлика потребно околу 6 месеци за да почнам активно да разговарам. Проблемот на секој македонски човек, заради тоа што се во групата на словенски јазици, само македонскиот и бугарскиот немаат падежи, беа падежите во изучувањето на рускиот јазик, 6 падежи се, но после со тек на време станува сето тоа рутина. Воопшто човекот не размислува да ги менува. Во почетокот човекот ги менува, застанува, менува падежи додека да донесе информацијата до слушателот. Но сега веќе можеме да кажеме дека одлично на едно високо ниво го познаваш рускиот јазик, со оглед на тоа дека нели ги подготвуваш и магистерските дисертации. Пред да преминеме на магистерските дисертации, само да ми кажеш каде ги помина, во кој град ги помина студиите? Студиите ги поминав пред се во текот на моите додипломски студии. Бев во Сергиев Посад, тоа е во Московска област.
Значи тоа е всушност Московската духовна академија е сместена во составот на Троицко-Сергиевата лавра, после тоа ќе ги видиме фотографиите. Тоа е духовниот центар во Русија, каде што се поставени моштите на Свети Сергиј и баш благодарение на таа една благодатна средина, таму е поставена Московската духовна академија, се со цел, нели, како што претходно реков, духовниот опит од таму да се особере. Магистерските студии ги помина во Москва, во самата Москва. Таму сум запишан во Институтот за, условно речено, црковна дипломатија, каде што нормално не обучуваат за сосема специализирана форма од односите на црквите и не само односите на православните цркви меѓу себе си, туку и односите на православната црква со католичката црква, со останатите конфесии, со останатите религии, како и односите на црквата со државата, државните структури. Каква е Москва? Ти се допаѓа ли? Москва е преубава. Сите тие градби, посебно до револуцијата, се... Има што да се види. Да, има што да се види. Само проблемот, нели, како на секој македонец, на секој јужен човек, му е климата. Минус 25, минус 30. На зимо, но воглавно добро е, заради тоа што внатре во просториите се коше 25 степени. Така да... Да, ама човек на се навикнува, така да... Да, едноставно да, само што недостатокот на сонце, не. Многу... Да, ние сме повеќе учени на сонце, на потопла клима. Да, таму има 80 сончеви денови во годината, така што може да замислите колку е разликата до нас, до околу 250 дена кај нас, така што... Да. Моментално ги подготвуваш магистерските дисертации, нешто повеќе да ни кажеш за нив и што планираш понатамо? Магистерска дисертација ми е на тема црковно-политичката ситуација на Балканот на крајот од 12 почеток на 13 век. Јас, како што претходно кажав, заради тоа што ние од Македонската православна црква сме со цел испратени да бидеме репрезентативци, условно речено, на Македонската православна црква, ја одбрав оваа тема со цел поради тоа што во овој период се појавуваат две нови црковни организации на Балканот, Српската архиепископија и Трновската архиепископија, кои што денеска се СПЦ и МПЦ, и Бугарската православна црква. И во тој момент, значи, постојат на Балканот Охридска архиепископија, која што, нели, сега е Македонска православна црква, Српска православна црква, тога се појавува и Трновска архиепископија, кои што имаат интересни односи меѓу себе. Некогаш пријателски, некогаш непријателски, кој на кого помага. Во тој момент и Константинопол паѓа под власта на крстоносците, така што е на таква интересна ситуација, од која што врз основа на тие истории, на тие настани, на тие односи можат да се најдат корените на сите денешни проблеми на Балканот. Значи, едноставно корените проблемите кои што денеска се меѓу нас, всушност водат корени баш од тој период, тие 50 години, од 1185 до 1235 година. Дали оваа тема ја одбирате вие сами студентите или пак можеби менторите ви ги задаваат? Оваа тема ми е во содејство, со совет на мојот научен ментор, Алексеј Мстиславович Пенковски, русин, кој што е многу запознаен со балканската тематика, човекот кој што е еден од големите пријатели на Македонската православна црква во Русија, и така што воглавно со негов совет бев назначен за оваа тема да ја пишувам, така што воглавно сум задоволен за целото негово научно раководство и за тоа која тема ми ја даде, заради тоа што баш ја открив суштината на сите тие проблеми. Во текот на студиите стекнали пријатели, искуства? Да. Дали имаше можеби некои други студенти од останатите држави кои што доаѓаа на истиот факултет каде што ти студираше? Да, баш интересна работа што во Московската духовна академија беа собрани апсолутно луѓе од сите сфери на животот, например, и не само од националности. Зборуваме сфери, човек кој што завршил физички студии, тоест
за физика. Физичко образование, така? Да, физички образование дошол овдека во Московска духовна академија. Кога зборуваме за националностите, тоа е веќе имаме апсолутно диапазон од сите националности. Имаше бугари, имаше срби, дури имаше интересен представник од Уганда. Понатаму Германија, Америка, од сите други земји има дојдено студенти и баш ние странските студенти, заради тоа што бевме сепак странски студенти и имавме една конекција меѓу себе си. И така што сум многу благодарен на Бога што успеавме благодарение на пријателските односи дознаеме многу и за нивните култури, за нивните размислувања и нормално да го пренесеме нашето искуство, нашиот духовен опит со сето тоа да го споделиме. Така. Ќе можеш ли да ми раскажеш и нешто повеќе за духовното образование во Руската православна црква? Да, како што претходно кажав, духовното образование во Русија е поделено на додипломски и последипломски студии. Моментално, значи во Руската православна црква има 3 академии: Московска духовна академија, Санкт-Петербургска академија и Казанска академија. Јас завршив во Московска духовна академија и 4 години се студиите. Повторно, како што реков претходно, имаме распоредот на денот е од сабајле секогаш литургија, од наутро, па после тоа имаме предавања, вечерна служба имаме во 4 во 5 саатот, попладнето, понатаму повторно имаме подготовки за испити, за предавањата и на крајот повторно имаме вечерни молитви. Зошто Московска духовна академија е поставена во Троицко-Сергиевата лавра? Тоа е најголемиот манастир, кој што, еве, моментално баш и гледаме слика од Московска духовна академија, заради тоа што таму се моштите, телото на Свети Сергиј Радонежски. Тој е еден од најголемите светители, најраспространетите, буквално е иконата, со најраспространет култ во Русија. Едноставно, не можем да ви опишам, тоа треба да се почувствува. Кога влегувате во храмот, каде што е неговото тело, се чувствува едноставно благодат која ве условно речено поразува. Значи, човекот тогаш ги согледува сите своји недостатоци, достатоци, го чувствува присуството на Бога, ја чувствува таа подадена рака на Бога кон себе. И, еве, например, да ја покажам колкава е силата на таа благодат во тој храм, буквално таму секогаш идат туристи и имаше туристичка група од Индија. Доаѓа жена од Индија која што сосема друга цивилизација, сосема други културни представи, дојде, го почувствува се до таа, многу луѓе кои доаѓаат, почувствуваат и веднаш се смируваат, нема бегање, нема фотографирање. Дојде до кивотот, ковчегот каде што се наоѓа телото на Свети Сергиј Радонежски, се допре до кивотот, замижа, почна да и течат солзи. Значи, зборуваме за една таква маестрална ситуација каде што многу убаво ни опишува што, како, каде е вистинската вера и така што благодарение на тоа што таква благодат постои во тоа место, поставена Московската духовна академија за студентите од Москва, од Московска духовна академија секој ден. Имавме таков обичај, како завршува појадокот, сите идеме, се поклонуваме на моштите на Свети Сергиј, после тоа продолжуваме со другите обврски во текот на денот. Навистина интересно. Кои се најголемите православни духовни светила во Русија? Најголемите православни духовни светила се Свети Сергиј Радонежски, Свети Серафим Саровски, оптинските старци. Нормално, има во Македонија се многу познати и други светители, како например Света Ксенија Петербургска, Свети Александар Невски, Блажена Матрона Московска, но овие предходниве три светители кои што ги спомнав,
се со најраспространет култ, благодарение на пример и поради издавачката дејност на Павардарска епархија, заради тоа што Свети Сергиј Радонежски има додаток во журналот Православна светлина, кој што се издава, и има за Свети Серафим Саровски има издадено книга, веќе и вториот тираж е испечатен и се продава, исто и книгата Оптински старци, во која што се опишува буквално детално за нивниот живот. Така, например, зошто Павардарската епархија, издавачката дејност, има насочено во издавање баш на овие книги, заради тоа што посебно оптинските старци и Свети Серафим Саровски даваат безвременски поуки за Христос, за нашиот живот, како да го водиме нашиот живот, заради тоа што плюс они биле во 18-19 век живееле, и така што тие се актуелни ден денешен, нивните поуки. Например, молитвата на оптинските старци почнува: Господи, дај ми мирно да го примам се оно што ќе ми донесе денешниот ден, како и тоа потполно се предано на Твојата света волја. Научи ме правилно да се однесам спрема своите родители и спрема ближните. Никого да налутам, ниту да ожалостам. Можете да претпоставите, значи, во овие две реченици, ова се само сегменти од молитвата, значи, колку не даваат директна поука како ние да го живееме денешниот ден. Тие се во склопот на секојдневните молитви. И кога ќе кажеш таа молитва, која веќе почувствуваш дека Господ е со тебе, дека едноставно без разлика какви искушенија, болести, смрт, неуспех во кариера се останато, знаеш дека Господ тоа ти го допуштил и дека ти допуштил искушение според твојата сила. Дека без разлика колку тебе ти се чини големо тоа искушение, голема несреќа, дека Господ ти даде сила за буквално да ја надминеш таа несреќа. И едноставно таа несреќа ја чувствуваш како едноставно духовен тренинг, преку кој што уште повеќе се задлабочуваш во Божјата љубов, заради тоа што Бог е љубов, и понатаму кога се соединуваш со таа светлина, без разлика на секој искушение, дури почнеш после по некое време да се радуваш, заради тоа што знаеш дека благодарение на тоа искушение ти ќе се задлабочиш во молитвата, во разговорот со Бога и ќе се обожествуваш секој Божји ден повеќе и повеќе. А каков е моменталниот духовен живот во Русија? Моменталниот духовен живот во Русија е после комунистичкиот период, каде што светата руска земја даде многу маченици кои што пострадаат за Христос, баш и како во античкиот период, тоест во првите 3 века после Христос, кога врз крвта на мачениците израсна многу други светила и израсна верата, така и овдека. Значи во 90-тите години имаше расцвет на религиозниот живот, значи кога сите луѓе од советската сивост, советската сивило се обратија во религиозната колоритност, во православната колоритност, каде што едноставно видоа која е светлината, дека Бог е светлината, дека Бог е љубовта, и едноставно сите таму е менталниот склоп на луѓето е поинаков. Поради сите тие репресии од КГБ и од останатите служби во времето на комунизмот, луѓето многу немаат доверба, имаат отсуство на доверба еден меѓу друг. Едноставно црквата во тој момент се наоѓа како единствен остров, каде што луѓето може да имаат доверба еден кон друг, каде што луѓето ќе се помагаат еден на друг, и не заради тоа што со очекување дека некој од нешто ќе добие, туку заради тоа што Бог така пропишал, заради тоа што Бог ни рекол: возлюбете го ближниот свој како себе си, возлюбете го Бога како себе си. Така што они, раководејќи се од тие аксиоми, го прават сето тоа. Моментално во Русија, на сликите си имаше покажано, значи во храмот на Христа Спасителот секогаш има полни служби, тоест значи црквата е исполнета целосно со луѓе на секоја служба. Народот постојано оди во црква, имаат курсови по веронаука. Да, токму и тоа сакав да ве прашам, дали имаат луѓето навика во Русија често да ги посетуваат храмовите? Да. И кога обично тоа го прават? Знаеме дека повеќе кај нас обичаите се пред празник или на празник да се оди. Дали во Русија е така?
Да, значи видите, има и луѓе и кои што се во православието има така кажано поделба во групи на луѓето врз основа на нивната посета на црквата. Ги зборуваме во црковени луѓе кои што идат постојано во црква, идат неактивни верници или номинални христијани кои што одат во црква нели на поголемите празници. Во Русија многу почесто идат луѓето во црква отколку кај нас. Заради тоа што повторно ќе кажем дека едноставно они врз основа на правилната представа на Бога. Нормално дека и кај нив има луѓе кои што имаат сопствена представа. Значи како на пример и овдека за жал во Македонија на голем дел од народот, не сите, но голем дел имаат представа дека ќе отидам во црква пред празникот или за време на празникот и дека брутално, грубо кажано, ќе го поткупам Бога со шише зејтин и ќе ми се опростат мене гревовите. Или некогаш кога ни е тешко, имаме навика да отидеме да запалиме свеќа. Да, и значи буквално плаќаме за наводно ние да добиеме нешто од Бога, простување, помош во кариера, кое што воопшто нема никаков допир со православието. Зошто одиме ние во црква? Одиме во црква за да присуствуваме на на светата литургија. Светата литургија е центарот на секој живот, на духовниот живот на човекот, заради тоа што во текот на светата литургија се осветува виното и лебот во тело и крв Христови и ние со причестувањето стануваме дел од Христос. Значи, апсолутно целта на човекот е обожествување. Затоа он е создаден, заради Божјата љубов. Во Русија многу повеќе луѓе го имаат тоа восприемено. Значи, зборуваме во религиозниот живот во Русија е составен од правилно разбирање, и затоа можете да видите дека и на слики, и на преноси по телевизија за време на големите празници, дека животот таму се заснова не на веќе на старите личности, ние што викаме нели на бабите, таква работа, бабите до црква, не. Младите луѓе, заради тоа што они буквално имаат сватено дека односот со Бога се заснова на не гревот, не е однос на човекот кон Бога, а гревот едноставно е однос на човекот кон човекот. Односно, ја кога правам грев, ја не му наштетувам на Господа. Бог е љубов, Бог е Бог, он е семоќен, не можеш ти никако нему да му наштетиш. Бог не е жесток судија кој што ќе те осуди за сите тие гревови што си ги направил, а всушност јас се грижам да не го направам гревот поради една причина. Нарушувајќи ги законите од Бога, јас не можам да станам сличен на таа светлина како што е Бог. Едноставно јас самиот се оддалечувам од Бога. Тоа го имаат сватено, затоа и многу повеќе луѓе идат таму во црква. Нормално, сега во последниве години, посебно благодарение на дејноста, заложбите и напорите на митрополитот Павардарски, господин Агат Ангел, со неговата издавачка дејност, со сето останато, можеме да забележиме именно во Велес и во Кавадарци, секаде, значи во Вардарието, многу голем расцвет на духовниот живот во самата Македонија, каде што едноставно луѓето се воцрковуваат, кои што живеат правилен христијански живот, се обидуваат преку исповед, причест, да бидат активни верници. Ајде малку да поразговараме и за врската помеѓу Македонија и Русија. Кои се духовно-културните врски помеѓу овие две држави? Една од причините зашто и се почнам да пишувам магистерска дисертација, мојот научен раководител, кој што е балканист по научна определба, он имаше издадено статија во која што се зборува за духовните врски меѓу Македонија и Русија. Русија во што е должна на Македонија. 988 година, кога се покрстува рускиот народ во Киев, Светиот Владимир, значи сите тие книги кои што биле користени, Евангелија, богослужбени книги, молитвеници, се останато што се користело во Киев, сето тоа е напишано именно во Охрид. Таа школа која што била основана од Светиот Климент, таа препишувачка школа, таа школа ги има напишано сите тие литургиски книги и значи може да замислите ние кое влијание сме го имале, значи Охрид го имала на Русија, на раниот развиток на Руската православна црква.
Самото градење на црквата Света Софија во Киев била, по пример, и на Света Софија која што била во Константинопол, но поградбата е многу послична на црквата во Охрид. Тоест сите тие луѓе кои што ги однеле книгите таму во Киев, они го предале и тоа една сакрална представа за архитектура на русите, значи автоматски русите оттаму не имаат, не се должни, така кажано. А од друга страна па они нормално не имаат вратено таа услуга со тоа што во текот, посебно кога сме биле под турско робство, не имаат испраќано книги, богослужбени напечатени, кои што во некои цркви до ден денешен се користат. 17-18 век имаме богослужбени книги, благодарение на нив ние исто пееме моментално, служиме во црквата, така што, значи, баш тие се духовно-културните врски. Нормално, 1917 година, после револуцијата октомвриска, многу монаси доаѓаат од Русија во Македонија. Дури едни од најпознатите писатели, например архимандрит Кипријан Керн, дури и свети Јован Шангајски, они биле во Битола. Така што тие се духовните врски меѓу Македонија и Русија. А каков е моменталниот духовен живот кај нас во Македонија? Значи, и претходно беше споменато, сега е моментално ние го живееме почетокот на Ренесансата, така кажано. Македонската православна црква даде акцент на активно просветување на народот, активно објаснување, се вложи во образованието на свештениците, значи автоматски ние моментално сега и во во Велес, во целата Повардарска епархија, сите свештеници имаат завршено не само средно образование и високо образование. Значи, едноставно сите свештеници се спремни да дадат одговор на сите прашања кои што ќе се постават од страна на современиот човек. Луѓе кои што се во текст со современите потреби, кои што се во текст со современите предизвици, и заради тоа баш и би ги поканил сите луѓе верници кои што имаат прашања секогаш во секој момент да се обратат кон било кој свештеник, значи да немаат некои стереотипи дека дали свештеникот ќе ги искара или нема да ги свати. Значи секогаш тоа ќе бидат сватени и во максимална дискреција. Значи за сето тоа, така што верниците благодарение сега во Велес можеме да забележиме дека има многу повеќе верници отколку пред 10 години. Сите и што многу ме радува е составена групата на верници од млади луѓе. Деца има, доаѓаат се причестуваат секој ден, например во болничката црква Свети Кузман и Дамјан. Има момент кога се говори Оче наш литургијата, се го говорат децата, што онака баш додирнува од нивната искреност, чистота. Секој човек без разлика дали е верник, дали е неверник, он ќе биде поразен. Понатаму, например, создавањето на црковни хорови. И во Кавадарци, и во Велес, имаме два во Велес хора, младенски хора, значи девојчињата секој ден доаѓаат, тој секоја недела доаѓаат. Можете да претпоставите која жртва на тие девојчиња кои што се, не знам, 13-14 години и да стане секоја недела во 7-7:30 саатот. Но они доаѓаат со љубов кон Бога. И заради тоа они во сето тоа успеваат, имаат успешни настапи. Самиот народ во црквата почнува да оди и нормално има многу место каде што може да се надогради, каде што може да се прошири неговата дејност во црквата, но благодарение еве повторно заради тоа што нели се емитува емисијата во цело Повардарие, би ги поканил и буквално да разгледаат на сајтот на Повардарска епархија, издаваштвото од Повардарска епархија. Имаме над 60 и нешто наслови издадено, каде што апсолутно за секоја тема која што го загрижува човекот, има издадено книга. Нека повелат, со многу достапни цени се книгите, нека се заинтересираат. Тие може да ги најдат во храмовите? Да. Претежно во градските храмови, во случај ако има недостаток на храмовите, се јавуваат во Повардарска епархија, таму се на сетот си е објаснато што и како, каде и какви контакти, и може слободно да ги искористат во духовна надоградба. Значи така што веќе нека го следат примерот на
тие луѓе кои што веќе последниве 10 години почнале да одат во црква, нека го следат заради тоа што Бог е љубов. Нека почувствуваат Божјата љубов, Божјата светлина, заради тоа што Бог не е судија, Бог е љубов. Кои се перспективите на религиозниот живот по Македонија и во Русија? Перспективите, значи, како што реков, почетокот на Ренесансата, така што се максимално оптимистични перспективите, поради тоа што народот, посебно во ова сегашно време, нели, кризи, имаме постојано безбедностни, економски, секакви останати кризи, луѓето гледаат дека едноставно сите тие грижи не може они самите да ги решат. Нели, секојаш човекот има едно тежнење сам да се го решам проблемот, но после тоа кога сваќа дека не го може тоа, дека не може сам, дека за секој проблем мора да има помош од Бога, се обраќа кон Бога. И тука е моментот каде што човекот треба да свати колку што и како е подготвен, колку е соединет со Бога. И баш тоа што го кажав, силата да му даде за искушението, му дава силата на искушението, така што и овдека во Македонија и во Русија, заради тоа што нели сега ние сме постојано под некој притисок, имаме потреба од Бога, гледајќи посетеноста на храмовите за време на големите празници, што е преголема, например на Света Богородица на 28 август, буквално како цел град да дојде. Да. Значи, гледајќи се тоа мене ме радува. Едноставно, значи, таа е перспективата во Македонија и во Русија, каде што народот тргнува во црквата и сега наша должност на самата црква е сите тие луѓе кои што дошле да земеме да им објасниме во што е суштината на верата и понатаму свештениците да ги водат во едно духовно развитие, во еден духовен развиток кој што ќе резултира со спасение. Има ли можности за духовна соработка меѓу Русија и Македонија? Од две гледни точки, значи прво зборуваме нели од црковна дипломатија, самиот факт што Руската православна црква допушта македонски студенти да студираат во Москва е еден голем чекор во таа соработка, заради тоа што например тоа е една платформа во тие духовни училишта во Русија, едноставно дури отсуството на диалог со СПЦ ние да го надоместиме. Таму, например, едни од моите најдобри другари биле срби. И сваќате, значи, доаѓаш во Москва си малку поинаку настроен, националистички, дека еве сега ќе се расправаме со србите, но после тоа сваќаш дека всушност немаме општ јазик, заеднички јазик најдено, а нели пред се треба се на заеднички јазик, па после тоа до диалог да стаса, така што таа бариера, благодарение како посредство, покровителство на Руската православна црква, веќе се надминува, нели, кога веќе тие студенти ќе ги зауземат своите позиции, ќе можат многу да дадат еден чекор во односите со МПЦ и СПЦ. Руската православна црква, например, испрати и своји великодостојници. Например, баш ректорот на Санкт Петербургската академија беше пред некој време во Македонија. И сите останати, значи, например, митрополите доаѓаат на конференциите во Македонија. Ние сме примени там во Русија со сите почести критериуми ги задоволуваме, дури, например, и со благослов на самиот патриарх Кирил Московски, ние се причестуваме. Значи, автоматски веќе имаме како неофицијално евхаристичко општење, што викаат. И, значи, така што имаме исто перспективи. Но, сето тоа ни се заложува во проблемот со СПЦ. Како ќе го решиме проблемот со СПЦ, понатаму веќе имаме можност. Од страна на духовна страна, не од страна на дипломатија, еве, самиот факт што ние издаваме книги напишани од руски светители, тоа е веќе еден голем, едноставно ја преземаме ние таа една нивниот духовен опит во 19 во 20 век, сега например се преведуваат Свети Јован Шенгајски, старец Јоан Крстјанкин, едноставно ние го преземаме нивниот духовен опит. А додека пак они, например, еве баш пред неколку дена имаше посета од професорки од Московска духовна академија од иконописна школа, кои што не посетија баш овдека од нашите манастири во Велес,
понатаму ги однесовме во Полошки манастир на Тиквешко езеро и направи екскурзија по цела Македонија и буквално баш на пример иконописот, фрескописот што е во Полошкиот манастир во Тиквешко езеро, ќе биде представен како пример за учење во Московската духовна академија. Значи автоматски ние зборуваме дека понатаму многумини иконописци во Русија, кога ќе имаат нарачка да нацртаат византиски стил во некој храм во Русија, дека всушност ќе биде тоа копија на фрескописот од Тиквешко езеро од Полошки манастир. Тие се перспективите на духовната соработка. Значи секогаш во однос на култура, во однос на духовност. Александар, јас се надевам дека на гледачите им се допадна нашиот разговор. Малку повеќе им го доближивме духовниот живот во Русија и тука кај нас во Македонија. И пред самиот крај сакам уште да те прашам по завршувањето на магистерските дисертации, каде планираш да останеш, дали можеби тоа ќе биде во Русија, во Македонија, бидејќи знаеме дека соработни обврски си тука кај нас. Да, останувам овдека во Македонија после завршувањето. Со Божја помош, ако ја одбрана магистерската дисертација во текот на 2017 година, останувам овдека заради тоа што веќе работам во Повардарската епархија. Едноставно, народски кажано, каменот си тежи на свое место. Плюс чувствувам обврска кон Македонската православна црква, заради тоа што бев и нејзин стипендијант. Чувствувам голема благодарност, пред се многу подобро зборев, благодарност од обврска, голема благодарност до Македонската православна црква и посебно до митрополитот Повардарски Агатангел, кој што ми возможи од духовен аспект и од материјален аспект да студирам во Руската православна црква и понатаму веќе ми дава можности, например, сето тоа искуство што сум го собрал во Московска духовна академија и во Руската православна црква, да го пренесувам веќе и тука. Така што буквално на 100% сум на таа мисла да останам овдека во Македонија, заради тоа што во Русија е сосема малку поинаков животот, поинаква динамика на животот. Ние македонците, знаете, кога размислуваат луѓето за, тоест ја представуваат странството како еден хоризонт после кој почнува среќата, сваќаат веќе кога ќе отидат таму дека всушност они ќе станат робови на динамиката. Стануваш, легнуваш, работа, пат, тоа е. Не се чувствува воопшто. И стануваш едноставно жртва на тоа потребувачко, корисничко општество, на корисничката философија. Купи куќа, купи ова, купи она. А за духовниот, постојано имаш потреба од духовност. И заради тоа, например, на Западот е многу распространета таа појава за психолог. Овдека, например, сваќате, имаме време за се во Македонија. Баш буквално, например, во тие на Западот, ретко кој ќе има време да земе да стане од сабајле да ја каже утрената молитва. 15 минути. Но он ќе се занимава, треба да го фатам возот, треба оно. Сваќате, 15 минути молитва, сосема поинаква состојба духовна, каде што имаш сила за баш и таа молитва од Товтинските старци, Господи, дај ми сила поднесам заморот на денешниот ден. И имаш силата од Господа, одиш, работиш и се научуваш да љубиш и да истрпуваш и да победуваш и да ги поднесуваш поразите. Сето тоа е, значи, многу секој човек кој што бил во странство, кој што работи во странство ќе го свати ова. Едноставно е сосема поинаков духот на Македонија, на Медитеранот, општо каде што без разлика можеби го немаме тој критериум, тие можности за една таква потребителска философија, тоест за потрошувачка философија, но духовното, кое што може овдека да ни се даде, само овдека може да ни се даде. На Западот тоа го нема. Токму така, гнездото е таму каде што се и корените. Да. Јас навистина ти благодарам за твоето гостување во нашата утринска програма и за се она што ни раскажа за начинот на студирање, за твоите импресии во Русија и што ни го доближи духовниот живот во Русија, тука кај нас во Македонија. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам многу. Почитувани гледачи, останете и понатаму со програмата на Каден телевизија. Сега продолжуваме, односно ќе ги погледнеме рекламите, а потоа и сервисните информации за сите оние што се вклучија покасно во нашата утринска програма.